Добро вечер, вие гледате Анализа на телевизија 24. Добро вечер за моите гости, Огнен Вангелов, политиколог, Комисија за историски прашања и образовни, да не заборавам. Така, Симона Груевска, Институт за македонски јазик, Саша Ордановски, главен уредник Утрински брифинг. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Вангелов ве најавив како политиколог. Што бара еден политиколог во Комисијата за историски прашања? Влегувате во дебата со историчарите, се разбира, или со оние кои се политичари, односно претходно беа политичари и дипломати, со кого повеќе, подобро се разбирате? Видете, тоа е мултидисциплинарна комисија. Значи, тука освен историчари има и експерти од други профили. Во нашиот дел имаме и етнолог, например. Мојата експертиза во политичките науки е дел и во така наречена историска социологија, по-конкретно теории за создавање нации, национални идентитети, етнички политики и така натаму. Но таков предмет имам работен докажете, извинете. Во академска сфера во Канада. Добро. Но на комисијата не се разговара воопшто за идентитетот, за македонскиот јазик, за македонската нација. Македонскиот јазик. Што правите вие тогаш таму? Значи, работата во комисијата е тимска. Ние разговараме конкретно. Средбите се однесуваат на точки околу учебниците по историја. Да. И се разговара за предлози од бугарската страна, што тие сметаат дека треба да има во учебниците, во нашите учебници, што ние сметаме дека треба да има или што може да се подобри во нивните учебници. И дискусиите се ограничени на тие теми, надвор од тие теми не се излегува. Не се излегува, но тоа не е вистина. Комисијата е заглавена околу придавката македонски. Значи, што велите вие на тоа? Да, тоа се однесува на записниците на состаноците. Да. Сега јас сум член на таа комисија од октомври, значи сум присуствувал само на 2 состанока до сега, на оној од 15 и 16 октомври и сега последниот од 3 и 4 декември се работи, веќе до сега се остварени 11 состаноци, заклучно со овој во декември, така што проблемот се појавил некаде по 6-та средба, односно 6-тиот состанок, кога колегите од Бугарија одбивале во нивниот верзијата на бугарски јазик да ја користат придавката македонски кога се однесува на идентитетските одредници. Тие се повикуваат на Преспанскиот договор. Дел од толкувањата е дека се повикуваат на Преспанскиот договор, бидејќи наводно Преспанскиот договор ја ограничувал употребата на придавката македонски за овие категории. Тоа е нивното образложение. Да, нивното образложение да вклучим. И тука настанува, само да дополнам, дека тука настанува проблемот со подпишување на записниците, бидејќи нормално од нашата страна тоа не може да се прифати како така, односно да се толкува на тој начин употребата на придавката македонски. Затоа што не го засега идентитетот. Груевска, се согласувате ли? Јас во работата на комисијата не знам не околу повикувањето на Преспанскиот договор. Не е точно, бидејќи во Преспанскиот договор, колку што јас знам, сега јас не сум стручна за тоа прашање, меѓутоа баш придавката македонски во тоа значење е мислам слободно може да се употребува, нели така бевме убедувани, јас колку што знам, тоа е така и таму напишано. Меѓутоа проблемот е во тоа што навистина ни се негира од таа страна идентитетот и јазикот. Прво, за јазикот нема, овде всушност станува збор за подпишување на записниците и да стои македонски. Но тоа не е така едноставно, само запишување, подпишување на записниците. Не е прво. Значи, тоа историски, уште 66-та ми се чини, при еден договор кога требало да подпишат Друштвото на бугарските писатели и Друштвото на македонските писатели. Друштвото на бугарските писатели, односно председателот тој Петар Джагаров, тогаш одбил да го подпише тој договор, токму поради тоа што било нели на македонски на бугарски јазик. И тоа бил почеток еден од редица скандали како бугарска страна се одбивале да се подпишуваат разни договори, само поради тоа што стоело дека од едната страна е македонски јазик. Значи тоа е нешто што трае.
И за нас, што знаеме, да кажеме, како стојат таму работите, не е воопшто изненадување и се чекаше тоа дека ќе дојде до тој момент. Тоа е децениски проблем ордановски, не беше изненадување воопшто. Ива, денеска ништо не е изненадување ако работите течат добро, тоа е негово изненадување би било. Во принцип се работи за тоа што ако имате добра волја, ако имате некаква позитивна енергија што ве води во еден вака договорот, иначе за добрососедство и соработка е еден начелен документ од 4-5 странички, од кои првата страна се воведни забелешки, онака повикување на најпринципиелни работи, во 4 страни се разработени 10 на 15 членови. Но тој сега се фрла и на стена стапува преспанскиот договор. Значи, Ива, секогаш може да се најде причина за работите да се отежнат. Велите дека причина нашле, добра причина нашле бугарите и не е нова, тоа е стара причина. Не е причината во договорот. Причината е во политичката позиција на, сега веќе гледаме една веројатно превладувачка политичка структура на бугарската политичка сцена, која, сега ако влеземе во политичка анализа, која нема врска со договорот, е во еден контекст во кој што им следуваат избори, очигледно дека овој тип на проблематизирање на македонската европска перспектива им носи поени на домашната политичка сцена. Секако дека може да се најдат разноразни закачки за да некои работи се интерпретираат на еден или на друг начин. Добро. Так. Нема да немаше избори, сакате да кажете Ордановски дека работите ќе одеа мазно? Да немаше избори, не знам како ќе оде. Ја не можем да предвидувам работи. Гледате ли во Бојко Борисов Ципрас, бугарски Ципрас? Така ли може да ве протолкуваме? Јас и кога сум пишувал за Бојко Борисов го знам човекот и така, тој го нема капацитетот на Ципрас, ниту пак Бугарија е она што е Грција во една политичка демократска традиција. Грција е демократска земја, каде што поминали ни се и сешто, каде што имате автентични фашисти, автентични комунисти, анархисти, се разбира комунисти, се разбира демократи, либерали, сето тоа. Таму се споровите се автентични, идеолошки се водат со децении. Бугарија има компликувана, како и сите балкански земји, компликувана домашна историја. Но и со Грција дводецениски беше спорот. Да, сакам да кажам и со Грција, мене ми се чини кога спорот беше помалку идентитетски, колку геополитички, ако може така да се каже. Со бугарите секогаш, не само сега, не само последниве 2 години, туку од 40 и некоја наваму, спорот е во суштина идентитетски, бидејќи таму има една силна струја која и до денеска обстојува, која го проблематизира, тоа го гледаме и во официјалните стави, воопшто постоењето на оваа и ваква македонска нација која што денеска постои. И сега, за да бидете бугарски Ципрас, треба да бидете подготвен да ги изгубите изборите заради некои своји позиции. Меѓутоа, Бојко Борисов не е проблемот дали ќе направи компромис по ова прашање. Неговиот проблем е што и на низа други прашања во Бугарија. Ние таква ситуација имавме во Македонија, неговата веќе лична, не само политичка, туку и персонална судбина зависи од тоа како ќе излезат следните избори. И кога политичар бира помеѓу сопствената кожа и принципи заради кои е подготвен како Ципрас дури да изгуби избори, ќе избере сопствената кожа. Се разбира. Бојко Борисов, што е право, се обиде да остане најтивок во целата оваа работа, бидејќи лично мислам и од тоа што... Повеќе молчеше, но премолчено можеби и се согласуваше. Јас колку што го знам, него не го знам многу, но сум имал доволно контакти за да можем да го прочитам и од она што се следи и така. Бојко Борисов не е идеолошки втренчен во некакви позиции, за да сега не може да надмине некакви собствени идеолошки позиции по тоа прашање. Напротив, неговата политичка кариера, образованието, ако сакате сето тоа друго е на поинаков начин е градена во Бугарија. Меѓутоа, тој е сепак политичар, 10 години е на власт, се соочува со длабока криза во општеството. Бугарија е многу поделена земја, како и многу други земји. Поделбите се главно околу прераспределбата на општественото богатство, ако смеам така да кажам, бидејќи сите поминавме низ еден период на криминална прераспределба и таму сега на тоа уште и треба да се додаде на длабока традиција во Бугарија на вмешување на други, да кажем, влијанија кои што не доаѓаат само од западот, туку напротив и од истокот, и каде што има едно префината едно чувство дека држењето на отворени замрзнати спорови на Балканот им одговара во
сопирањето и успорувањето на западната прогресија на Балканскиот полуостров. Сега тоа се навака најгенерално тоа е Москва се разбира. Разговори. Сакам да кажам, Бојко Борисов има деликатна позиција и нема доволно капацитет, па би рекол дури ни авторитет, за да може да го протурка овој проблем сега на начин да се вложи, каде тој со известна, како да кажам, со известна интроспекција последните изјави му беа дека е штета и ќе направиме голем пропуст ако не се договориме сега за идните бугарско-македонски генерации. Тоа е тоа. И искрен да бидам, еве и Огнен е тука и така, не гледам дека нешто многу можеме ние да помогнеме во тоа. Ние се разбира, прво е навредливо воопшто целата дебата околу тоа некој да ви го спори идентитетот во 21 век. Така што, мислам, што се човек да каже, која треба да брани собствениот јазик. Тоа е на политичка реалност и таа политичка реалност политички се решава, а не стручно. Тоа е мојата теза, дека без разлика кои се експертите и колку се тие квалификувани, се разбира дека се за да водат стручни разговори, проблемот е политички. Тој ќе се надминува на политички начин. Токму така, и затоа сакам да го цитирам Живков заедно со Крсте Црвенковски на една средба, ова е книгата на Чавдар Маринов, Македонското прашање од 44-та до денес, и Живков му вели на Крсте Црвенковски, вие сега зборувате македонски, значи македонците и бугарите добро се разбираат. Ете, вие и јас сега добро се разбираме. И што му вели Крсте Црвенковски? Господине Живков, јас користам повеќе бугарски зборови за да ме разберете. Тоа е таа една мала анекдота и прашањето и дебатата околу македонскиот јазик, околу македонскиот идентитет, нација, траат и тука. Огнен Вангелов, што значи, и особено се разжестија тие дебати со стапувањето на сцена на Никола Груевски се разбира, пропагандата негова, која беше сеена сите тие, една цела деценија. Кои сме ние, македонци, од античка Македонија, од 44-та, од кога потекнува македонскиот јазик? Тоа се дебатите денеска. Видете, јас мислам дека немало воопшто дебати за тоа какво е потеклото на македонскиот јазик, ни за период на Груевски, како што велите, односно за период на онаа така наречена антиквизација, дебати, сериозни дебати за потеклото на македонскиот јазик, односно доведувањето под прашање на она што го знаеме за македонскиот јазик, немало и нема ни зошто да има. Мислам, тие прашања се расчистени одамна. Така што мене не ми е сосем јасно, мене ми е јасно која е позицијата на бугарската страна во однос на тврдењата за бугарските корени на македонскиот јазик и на македонскиот идентитет, меѓутоа тие дебати, условно речено, се застарени, постојат веќе 100 години, тука нема ништо ново, тоа се едни позиции кои се постојано се преповторуваат, сега се објавуваат и во официјални документи, нели, во меморандумот што беше испратен до земјите членки на Европската Унија од страна на Бугарија, каде што тие позиции се забележани, што се бара од Македонија, односно од македонската страна, да ги прифати бугарските корени на сопствениот идентитет и јазик. Има ли зачетоци на некакви корени, ако нема сосема корени? За мене е неприфатлива дискусијата во такви рамки во однос на тоа чии се исконските корени, условно речено, бидејќи се работи... Чиј јазик е постар, како онаа песна. Видете. Чија е онаа песна? Тука се воспоставува една митолошка страна на гледање на проблемот. Значи се митологизира проблемот како да се работи за корени некакви кои постојат како дадени, речиси, биолошка категорија, 1000 години и повеќе, и врз основа на тие корени сега се прави нешто ново и се измислува по 44, значи тоа се комплетно и од научни, и од социолошки, и од која сакате перспектива, изместени позиции кои не се одржливи, едноставно. И тука нема што посебно да се разговара. Не само тоа, дека туку ми се чини дека се продолжили дури на вакви емисии, а особено во бугарско-македонските односи, да се оди во овој дискурс на објаснување на работите за
Тоа е во суштина националистички дискурс. Овој тип на спорови помеѓу нас и грците, помеѓу нас и бугарите, помеѓу Косово и Србија, помеѓу Босна, сами идентитети и така натаму, националистите немаат политички капацитет да може да ги решат. Ние долго бевме време жртви на една дури меѓународна позиција дека ако ВМРО не се согласи во договорот со Грција, не може да се постигне договор со Грција. Се покажа дека уште како може да се постигне кога националистите ќе напутат сцената и овде и таму се разбира. Заради тоа и го споменав Груевски. Да, затоа што каква е смислата да сега вие докажувате корени, кои националисти се откажат своите уверувања, без разлика какви се прави, не прави и така натаму, втемевени, невтемевени и така натаму, тоа се прашања на кои што нема помирување во тој тип на идеологија. Нашата несреќа е што клучниот партнер на господинот Борисов во неговата влада, која што го решава обстанувањето на таа влада, не само сега, туку веројатно ќе биде клучен и околу самите избори, е најрадикалната од него, има само една порадикална опција, тоа е таа патриотско-националистичка опција на овој Каракачанов. Ние се изнагледавме такви политичари при распадот на Југославија. Србија имаше, како да ви кажам, имаше мега политичари за кои Каракачанов ни кафе не би можел да им носи во таа смисла, па видовме како тоа заврши со неколку војни и така натаму и сето тоа. Сакам да кажем дека ако се инсистира на тој дискурс, да секој сега вади некакви ливчиња, докажува за работи кои на кои се познати, се докажени, нема ништо да се постигне. Проблемот е дополнителен што либералниот дискурс во светот, се разбира и во Европа, е во едно релативно повлекување минатата деценија, иако би сметам дека се гледаат знаци на враќање на сцената на тој тип на полиберални вредности, сега да не одиме во таа анализа зошто е тоа. Да, но и се враќа и национализмот на голема сцена сакам да кажем дека додека не се создадат, знаете како на крај луѓето мора да ги решат проблемите. Додека на двете страни не се создадат луѓе со капацитет кои сакаат да ги решат проблемите од што им ја диктира и нивната идеолошка позиција се разбира, проблемот нема да се реши, освен ако не се вмеша некој кој ќе натури. Грешка, сакавте нешто да додадете? Да, јас сакам да додадам. Всушност, сакам да кажам дека не мислам дека е поврзано со изборите ова. Затоа што тоа е една позиција која што трае цело време. И да се подсетиме дека една декларација со консензус од сите партии помина во Бугарското собрание, во кое што јасно е наведено дека во ниеден случај нема да прифатат постоење на македонски јазик. Значи тоа го пишува таму многу јасно. Значи тоа е една позиција која што е со консензус, не од оваа партија на Каракачанов или таа, туку со консензус. Што значи дека е не само поврзано со изборите. Јас лично не мислам дека е така. Мислам дека тоа е една позиција која што трае минимум 100 години таму и не се менува без разлика на промената на општеството, на системот и така натаму. Тоа е една позиција која што трае. Закутвени се ние во историјата, добро. Не зборуваме дека сме националисти, туку ние сме нападнати на, да речам, шовинистички начин. Значи, ни се негира јазикот, идентитетот, постоењето. Што е националистички во нашата позиција на тоа да не дозволуваме некој тоа да ни го негира. Па ја не мислам дека сме ние националистите да приказната, мислам дека. Да, они се, ама сакам да кажам, ние испаѓаме некако така и да пробуваме нешто да се докажуваме на некој начин, да пишуваме, да зборуваме еве по медиуми и така натаму за нешто што е јасно, еве како што каже и колегата Огнен. Јасно во историјата секој што знае нешто, па и ние знаеме дека во бугарска страна имаше неколку писма подпишани од интелектуалци во кои што се критикуваше таа позиција официјалната власт. Така што знаеме дека и таму има многу луѓе кои што поинаку гледаат на нештата, но не може да дојдат до израз, нели, при таа политичка ситуација. Би сакал само да додам, бидејќи ја цитирате книгата на Маринов, мислам дека и таму се зборува за така наречена кодификација на таа бугарска позиција во однос на македонското прашање, по однос на македонскиот идентитет. И не мислам дека е тоа само прашање на дневната политика во Бугарија, како што рече Симона, има долга традиција. Тој проблеми токму затоа е толку комплициран и токму затоа е толку тешко да се дискутира во меѓудржавни рамки на за тој проблем, а исто така и на експертско ниво се разбира. Значи, таа позиција во однос на непризнавање ништо што носи
атрибут македонски, дали се работи за јазик, дали се работи за етничка припадност, култур, традиции, фолклор и така натаму, се што има некакви идентитетски одредности, признак, е кодификувана за време на Тодор Живков, социјализмот на Тодор Живков во 60-тите години, тие позиции како што се наведени по декларацијата усвоена во Бугарското собрание, потоа во рамковната позиција, па потоа тоа е преточено во меморандумот кој беше испратен од земјите членки на Европската унија. Тие се истите позиции кои се условно речено кодификувани во 60-тите години за време на Живков и од таа гледна точка не мислам дека опозицијската социјалистичка партија би отстапила нешто по однос на тие прашања. Не мислам дека ако веќе зборуваме за политичките аспекти на проблемот, меѓутоа мислам дека е подлабоко идентитетски е проблемот и во самата Бугарија. Во кој смисол? Проблемот е со градење на идентитетскиот наратив во Бугарија и тоа е проблем исто така што треба да се дискутира во Бугарија околу бугарскиот идентитет, односно како се гради наративот за бугарскиот идентитет. Во тој наратив за бугарскиот идентитет неизоставно е вклучена и Македонија од самите почетоци на изградбата на наративот, на приказната, на историографијата за бугарскиот идентитет. Романтичната приказна на историјата? Романтичната приказна е таа, која е доминантна, која е она што провеува и во нивните учебници, и во главните научни изданија, Бугарската академија на науките, пота тука е оној така наречен Македонски научен институт на партијата на Каракачанов, која што посебно се занимава со издавање такви публикации за вклопување на сето она што произлегува од Македонија и во географска, и во етничка, и во каква било друга смисла во бугарскиот етнички и национален наратив. Значи се работи за многу подлабок проблем отколку тоа што наведом изгледа преку дневната политика и нивните меѓусебни собирања поени, препукувања и така натаму. Подлабоко е тоа. Инаку има една убава статија Волф Ошлис, еден македонист од германец, за време на окупацијата бугарска од 41 до 44 за прашањето за јазикот и културата, дека токму јазикот бил тој кој што бил најголем проблем при тоа докажување, нели, на тука се студирале при тоа докажување дека е еден јазик, нели, дека е ист и така натаму, и мислам дека е интересен текст кој што баш би било убаво да се прочита, за да се види како биле конципирани тие нешта во тоа време, за време на окупацијата, и дека токму јазикот бил баш главната пречка во тие нивни докажувања за тоа дека нели сме исти, и токму тој го потенцира тоа дека Македонија е како митологизирана, како да кажеме, дека тоа е нај од Бугарија, дека тука се нели сите просветители, дека тоа е најбугарскиот дел од Бугарија, дека тоа е центарот на повеќе Бугарија отколку самите Бугари. И тоа, така што при едно списание кое што лично не сум го видела, целокупна Българија што се објавувала во Скопје, имало некои броеви во универзитетската библиотека, може не е лошо да се прочитаат. Се објавувале токму такви статии, нели, кои што се обидувале да го докажуваат тој македонски, нели, односно бугарски карактер на населението. Тука па дури зборува Волф Ошлис дека во 43-та е направен некаков попис за кој што нема никакви податоци како заврши на населението во 43-та. Одиме со дебатата, само ве молам реклами кратко и продолжуваме, се разбира. Одиме со дебатата Огнен Вангелов, Симона Груевска, Сашо Ордановски. Одиме понатаму, говориме, се разбира, за македонско-бугарските односи. Почнавме да говориме за политика, всушност, навлеговме нека политика, и сега го прашам политикологот и членот на Историската комисија. Очекувавте ли, Вангелов, вето од Бугарија? Очекувавте ли поголем притисок од Меркел, од Германија? Добро, сега ме прашувате за мислење што е во суштина политиколошки... Но тоа се случи. Политиколошка проценка. Дали очекува вето од Бугарија за усвојување на преговарачката рамка? Па, искрено кажано, не беше неочекувано за мене ветото, бидејќи беше најавувано одамна.
Значи, таа позиција на блокирање на Бугарија беше најавена уште со усвојувањето на декларацијата во Бугарското собрание врз основа на нивната рамковна позиција уште во октомври 2019 година. Така што тие позиции беа зацртани, прашање беше само како ќе се артикулираат, кога ќе дојде време да се не дали кога, како што вели Европска унија, немате проблем или Германија. Да, ако останат тие позиции, како што беа зацртани во нивната декларација, за која Симона рече дека беше усвоена консенсуално во собранието, за мене не беше прашање дали ќе има вето, доколку собствена такви позиции се наметнат како надворешна политика во однос на преговорите. А Германија и Меркел да бидат при тоа прилично меки. Видете, сега не знаеме ние што се случува точно. А толку гласно да се точно спротивставуваат од друга страна. Точно не знаеме што се случува за сцената. Јас не сум, например, директно вклучен во тие кореспонденции, за да можам да знам дали Меркел или другите од германската политика настапуваат доволно цврсто или не по однос на тие прашања што ги наметнува Бугарија, но факт е дека на тие позиции бугарската политика обстоја, ги имаше веќе зацртано. Сите што посветуваа внимание на моментот кога се усвои таа декларација, веќе можеа горе-долу со сигурност да кажат дека тоа ќе биде голем проблем понатаму. Да. Хајде, Ордановски. Па ја, значи, што е мојата теза? Мојата теза е дека Бугарија никогаш нема да промени својата позиција. Како што и Македонија се разбира за овие прашања кои ги разговараме, нема да промени својата позиција. Но не е тоа прашањето. Прашањето е дали таквите непомирливи позиции ќе бидат во центарот на евроинтегративниот процес на Македонија или не. И не е проблемот дали ветото ни го најавува и дали Германија против ветото, туку дали странскиот меѓународниот фактор може или можел да стори повеќе околу тоа да непомирените позиции не го блокираат интеграциите. Тоа е механиката, технологијата која што дипломатијата и меѓународната заедница ја практикува во овој тип на спор. Гумените џонови, дали нема да ги слушнеме чекорите на некоја тајна дипломатија? Значи, секоја земја има разни приоритети, бугарската геополитичка позиција, незината домашна политичка сцена, целата таа колоритност, како и сите други земји, не се темелат само на едно прашање. Да се темелат само на едно прашање, треба да е ситуацијата воредно историска, да е во прашање војна, например, па тогаш сите други прашања се помалку важни. Меѓутоа, поставеноста на Бугарија како субјект на една географска и политичка карта има десетина, 15, 20, 100 разноразни процеси, приоритети и така натаму. Меѓународниот фактор се обидува да во жонглирањето со кој приоритет ќе биде, како да кажам, недвојбено ќе се инсистира на тоа, околу тоа да се омекнат или да се затвртат ставовите. Така што ја не очекувам дека ние ќе најдеме решение со бугарите за ова зашто сега расправаме на наметнато од бугарите. Ниту пак ќе биде билатерално, така? Не, сакам да кажам, околу тоа нема да има разбирање. Тоа ќе биде процес кој што ќе се дискутира и таква беше замислата на овој добрососедски договор. Значи, за тоа да се разговара, да поминат години. Паралелно, заедно со отпочнување на процес на преговори. Така е, за да се опушти атмосферата во тоа, нешто да се сигурно има многу работи кои може да се подобрат, историски учебници, наставни процеси, ваму, таму, откривање на заеднички некакви моменти кои што можат и да се слават и да не се слават. Значи, еден во суштина политички процес, а не менување на основните ставови во тој тип на поидобност на позиција, кај што бугарската страна вели вие немате јазик и не постоите како европските вредности. Значи, прашањето на развојот на овој спор е во суштина прашање дали тоа ова што им го порачува Европската унија унисоно. Билатералните проблеми разговарајте ги билатерално, интеграцијата на земјите од Балканот не смее да зависи од билатералните проблеми. Но Бугарија не се тревожи, Ордановски, Бугарија видовме дека не се тревожи околу тие сугестии, предлози и совети. Видите, значи, треба некој да тресне на маса. Бугарија не е ни регионална сила дури, секако не е светска сила, за да може да се тревожи или не, да може да не се тревожи. Ќе влета ли светска сила е прашањето? Па ја сега не знам, ја немам... џонови кои ги споменав, кои не се слуша таа дипломатија која изгледа мека, но не е всушност такава. Значи, националните интереси на државите на Балканот се едно, но постојат и регионални интереси кои што големите светски сили или големите регионални играчи исто така ги штитат.
Македонија е влезена јасно, мислам, документирано, прогласена е за национален интерес на Соединетите Американски држави. Вие знаете дека неодамна еден министер за надворешни работи на Соединетите Американски држави не прогласи како едно од земјите на фронтот на судирот со источната политика. Така што сега, значи, една е македонската позиција, бугарската позиција, не знам, албанската позиција, друга е сега позицијата која што има Европска унија, Соединетите Американски држави, НАТО, други регионални сили како што Турција. Ајде, да, Симона Груевска, имате ли објаснување зошто Бугарија мисли дека светската историја може да ја промени и дека сите ќе стојат на страна? Се повикувам на ветото на Чешка и на Словачка, кои тие дадоа вето на ветото на Бугарија. Па тоа е, мислам, кој тој патерналистички, тој некој го нарекуваат арогантен, игнорантен однос кон светската историја. Да, игнорантен ќе кажам, затоа што повеќе пати сум спомнала дека нели ние и така и се учени во нашите училишта, ние не како да кажам, не го нарекуваме тој прв книжевен јазик на словените дека е старомакедонски или некаков си, туку го нарекуваме старословенски и Кирил и Методи ги славиме како се словенски просветители. Значи, иако, нели, според таа една македонска теорија, нели, се врз основа на говори од селата околу Солунско, кои што, нели, македонски дијалекти, а бугарите велат дека се бугарски, па оттаму тоа го преземаат, меѓутоа тие си ги преземаат како да се само, како да кажам, бугарски просветители. Се е тоа, нели, јазикот е старобугарски, Кирил и Методи биле бугарски просветители, кирилицата била бугарска и така натаму. Значи со тоа не знам, од научен аспект можат само смешни да изгледаат и впрочем еве видовме како Чешка и Словачка веднаш ставија вето бидејќи едноставно не дозволуваат такво нешто, нели, да помине. Плюс тоа има и онаа несреќна, би рекол, теза на Министерката за надворешни работи на Бугарија со споредбата на Тито и Живков, да не заборавиме дека и Хитлер. Аз извинувам. Со Хитлер. Да не заборавиме дека како да кажам, Чехословачка, односно денешните Чешка и Словачка имаат многу специфичен однос кон инвазијата на Русија во 60-тите години, бидејќи Живков беше првиот кој предложи и ја поддржа таа инвазија. Да. И сега кога правите такви историски паралели, а седите на масата на Европа, дури веројатно не ни знаете дека Кирил и Методи се во уставот на Словачка во преамбулата, не разбирате кој е тоа, ова што вели и Груевска, едно, како да кажам, светско влијание што ти го направиле многу пред да постојат нации како категорија и така натаму. И сега влегувате во една таква авантура, почнувате да не внимавате што се зборувате, ви се смее цела Европа и на крај им се случи тоа што им се случи. И каква е таа обсесија, би го прашала Огнен Вангелов, со Тито, особено на Захариева? Имате ли објаснување, дали така изгледа и историската комисија? Да, не сме стигнале до тој период. Кој знае како ќе изгледа тоа? Останати сме уште во среден век, условно речено, во историската комисија, за жал. Но не имам објаснување зашто е толка фокусот на Тито, бидејќи главната приказна е дека македонската нација е откината од ткиво од органската бугарска нација, а тоа го направил Тито, пред него Коминтерната дала некаков проглас и соопштение, и Тито го операционализирал создавањето на македонската нација и тој се гледа како главниот крвник против Бугарија, бидејќи разделил Чедото го зема од нивните приградки, една органска целина, да се изразиме. Да, така се гледа како на органска целина. Народот во Бугарија и Македонија, географска Македонија, денешна Северна Македонија, историски, егејска и така натаму. Тито се гледа како главниот извор на сето тоа и од тука понатаму се креираат сите тие приказни за споредбата со Тито, па се даваат некакви дубиозни бројки за, не знам, 100.000 прогонети или убиени, погубени по Втората светска војна, нешто за да не постои никаква основа. Барем никој не стигнал до некакви такви бројки и документи за да може сериозно за такво нешто да стане збор.
тука се врзува приказната околу Тито и нормално, бидејќи македонскиот идентитет тие го сметаат како закана за бугарскиот идентитет, бидејќи тие велат тој се темели на антибугарски основи. Тоа е тезата, дека македонскиот идентитет се темели на антибугарски основи, односно тоа значи дека се што е македонски идентитет, а не е на бугарски основи, треба да се смета за антибугарска пропаганда. И тука е суштината на делот. Бугарите има по-комплексна историја од нашата во смисла на нивното неодамнешно минуто, да кажеме, Втора светска и Втора светска война давамо. Таму честа на бугарската нација ја спасија бугарските комунисти, бидејќи тие беа партизаните дури кога царската Бугарија учествуваше на страната на Хитлер, кој што има операции против фашистите и така натаму. Потоа тој прочен Ѓорѓе Димитров, неговото договарање со Тито пред коминтерната Ајде околу Сакам да кажам, значи целата улога на Ѓорѓе Димитров, на Тито и така натаму има една ресентимент во бугарската историја кој е многу по-комплексен отколку можеби дури и ајде да направим споредби нашата, бидејќи секоја историја е доволно компликувана и дека има секогаш. Да не ја глорификуваме македонската, сакам да кажам, значи не е еднозначен односот и ова што се обидува сега госпожа Захариева да го сведе на да не употребам потежок збор, ама најпростачко ниво да се прогласи Тито како најголемиот диктатор во Европа кој бил стотици милиони, 700.000 луѓе и така натаму и така натаму. Таму има една комплексност која што затоа и говориме дека и денешната нивна позиција е ваква каква што е, затоа што е составена исто така од разноразни епизоди и недодискутирани работи во бугарското општество, како што можда и нашата. И во македонското општество, и затоа може подоцна да говориме. Тоа се пред работи за дискусија во самите општества. Се разбира. Да. Ако се доволно демократски, мислам, затоа зборуваме денеска за современи демократски земји, каде што таквите прашања мора да се решаваат внатрешно пред се. Но и современи истории, учебници современи. И тука ние сме заглавени еднакво како и Бугарија. Секој општество мора да создаде услови за зрела дебата внатре во самите општества, да се расчистуваат некои контроверзни прашања од минатото. Меѓутоа, кога тие се сведуваат на меѓудржавни политики и за тоа да докажуваме ние дали сме македонци или не, веќе губат комплетно смисла. Да, но како ги толкувате овие дебати во македонското општество по интервјута, давањето на интервјуто на Заев за БГНЕС околу тоа дека Бугарија не е фашизам? Па потоа, после неколку дена говореше за антифашистичката борба во Македонија, на македонскиот народ, и се разбира сите народи во Македонија кои учествувале. Видете, јас вака го разбирам тоа. Премиерот, како што разбрав и подоцна, тој излезе со дополнително соопштение следниот ден, затоа што сакал да каже во интервјуто за бугарската агенција, дека е погрешно да се именува Бугарија како фашистичка земја. Се разбира денес да се каже дека Бугарија е фашистичка. Но никој не вели за денес. Тоа не го вели. И мислам дека нема рационално, ако се земат сите овие факти предвид, нема во Македонија, да речеме, нити академски кругови, нити политички кругови кои сериозно би тврделе дека Бугарија е фашистичка земја, така што тоа не би требало да биде ни предмет на дискусија. Но не, вели да не се дава етнички предзнак. Сите бугари не биле фашисти. Што е факт? Мислам дека никој не го тврди тоа. Никој тоа не го тврди, да. Никој нити пак за периодот од Втората светска војна, не мислам дека тука постои, како да кажам, некаков консензус дека сите бугари биле фашисти, дека во таа насока треба да се менува нешто посебно во однос на нашата перцепција за улогата на Бугарија за време на Втората светска војна. Секако дека има работи што треба да се дискутираат, и тоа е работа на експерти од соодветните периоди. Има експерти за Втора светска војна, експерти за период пред Втора светска војна и така натаму. Тие работи треба да се дискутираат и кај нас, меѓу нас и меѓу нашите и нивните експерти. Меѓутоа, начинот на кој се поставаат тие основи е малку несериозен од таа перспектива. Јас не знам како тука ќе се најде во врска со учебниците. Да одиме само
да кажам еве на тоа прашање. Кога целиот наратив бугарски е дека Македонија е бугарска земја, јазикот е бугарски, како тие ќе се согласат тоа да го сменат во учебниците? А ние пак треба да смениме и да бришеме дека е бугарски фашистички окупатор, да речеме за Втора светска војна. Значи ние треба тоа да го правиме, а од друга страна имаше еден имаме учебници, книги, научни студии и така натаму во кои што во сите балкански учебници да се дадат и алтернативните толку. Тоа е работа. Или да има еден заеднички учебник. Не, тоа ќе да биде. Имаше и такви идеи, да речеме за кои се граѓанската отфрлени. војна во Грција, може да се толкува на еден начин во нашата историја, но да се даде алтернативното наративот кој што грчката историја го раскаже. Толкувањето на, не знам, нашите бугарски односи така да Ајде се околу даде учебниците. Значи тоа е некако сега модерен пристап. Околу учебниците, Видете, сега е жешка дебатата и многу ме интересира Само да што мислите. дополнам ако може, да? бидејќи спомнавте заеднички учебник, мислам дека многу тешко ќе се дојде до заеднички учебник за, да речеме, народите или државите Но во такви идеи, во Балканскиот илузии регион. имаме Не е лоша некои. идејата, не е лоша идејата, но Одлична идејата. На тешко- европско ниво. Тешко би се дошло до таков учебник, бидејќи таков заеднички учебник првиот меѓу Франција и Германија, мислам издаден 2015-та или не, 2005 година, мислам дека беше, по 30 години разговори за тоа што треба да има еден таков учебник. Многу бавно се операционализираат тие работи, многу бавно се стигнува до консензус. Не значи дека не треба да се прават такви напори, но ние сега да зборуваме за заеднички учебник, во овие контексти и констелации е тешко, но Сега да како се- што да. рече господинот Ордановски, постои една, и за тоа се залаги нашата комисија, мултиперспективност. Значи, нам ни е јасно Различни толкувања во дека учебниците разликите да... нема да може да се надминат меѓу перцепциите во различните земји, нема да може да се надминат лесно, барем не за оваа генерација, или не може да се надминат со некакви комисијски политички одлуки да се пресликаат во учебници, тоа едноставно не може да функционира така и нема како да функционира. Излезното решение во мултиперспективност, односно да се дадат варијантите на погледите на другите за конкретно прашање, не за сите прашања, туку да речеме за некои поконтроверзни. Околу кои не се согласуваат двете страни. Так. Околу кои не се согласуваме, да се има во вид мислењето на, да речеме, таа културна средина и политичка средина и држава воопшто, погледот врз одредено прашање, и тоа би можело да биде некој излезно решение, меѓутоа за такво решение нема приемчивост Од бугарска страна. Да, нема приемчивост. Ако околу учебниците не е ли пресензитивно заради тоа што рековте дека не е сега време за заеднички учебник, но не е ли пресензитивно, причувствително ова време во Македонија да се најавува? Не би рекол дека не е време. Не, за друго. Мислам дека не е реално да се очекува. Не е реално, а време може да биде секогаш, доколку има волја. Да. Во ова време сега да се најавува еден заеднички учебник на историја и географија. Дали е пречувствително, дали требаше малку да слегне прашината околу образовните реформи и еден заеднички учебник историја и географија? Да, тоа беше или е време конечно да дојде до реформи. Сепак не сум стручна. Колку и да се болни. За тоа да толку да дискутирам. Меѓутоа, бидејќи нели се работи за предметот историја кој што дигна најмногу врева, генерално можам да кажам само дека реформа таков тип за 3 месеци не се прави, сериозна реформа. Потребна е дебата на експертската јавност. Дебата и вклучување на институциите. Видовме дека по ова најавување на концепцијата нова за образованието, се дигнаа речиси сите соодветни институции кои што се засегнати. Институтот за историја при Филозофскиот факултет кој што продуцира професори по историја, нели, Институтот за географија кој што продуцира професори по географија, МАНУ, оделението за лингвистика при МАНУ, не знам кој се не излезе да е со реакција за оваа најавена реформа. Немаме многу време и многу ми е важно да ве прашам, сметате ли дека е добро да има изборен предмет албански или пак како што вели Зијадин Села, треба да биде задолжителен албанскиот јазик? Зошто не? Вака, јас се согласувам секогаш да се учат јазици. Никогаш не сум била против учење на јазици. Таа опција за изборен предмет албански мислам дека имаше и пред неколку години. Задолжителен? Не задолжителен, туку изборен имаше, а сега дали се сте за задолжителен е моето прашање? А задолжителен не сум. Зошто? Па затоа што сметам дека сепак тука треба да има право на избор ученикот, дали ќе учи еден јазик или два или три. Оти таму имаме ние опција една изборен или светски јазик.
Добро. Некој ученик сака светски јазик, сака можеби да учи германски. Добро, Вангелов ве молам. Па видете, во однос на оваа дебата, тоест нема ни дебата уште околу информацијата што излезе тоа дали треба некои предмети да се спојуваат како историја и географија и други предмети. Нема доволно информации за тоа какви се тие реформи и како се планираат. Да, потребна е дебата во општеството. Во принцип, да. Треба да се отвори прво јавна дебата експертска од повеќе Немаме профили. многу време за тоа, ве прекинувам, извинете. Но мојот став по тоа прашање е дека секоја реформа што води до критичко учење, до критичко учење би била корисна реформа доколку се изведе како што треба. И внимателно, и преку јавна дебата, и со одредено албански јазик изборен, задолжителен. Мојот став е, бидејќи јас имам едно академско искуство во Канада, тоа е мултилингвална средина, и од тој аспект мислам дека не би било лошо, барем во мешаните средини, таму каде што контактот меѓу јазиците е поголем, да го има како учење јазикот на другиот, доминантниот јазик, што се говори од другата заедница, и мислам дека тоа нема зашто да биде проблем. Добро, ставот на Ордановски. Јас, Ивар, не прифаќам тој тип на квиз прашање за вако озбилно прашање. Значи, ова не е прашање што може да се... За жал имаме многу малку време сега. Нека тоа направите емисија кај што ќе имате. Да, следната емисија ќе ја посветиме. Треба државата да направи стратегија како кога ќе даде да се бираат јазиците, што ќе значи бирањето на јазикот за наредната перспектива на тој што избрал да го говори јазикот. Сега би можел тука да направим експозе од 20 минути што тоа може да значи, но од предности во вработување, друг тип на стимулации, значи не со казни, туку со стимулации да ги решават тие работи, бидејќи мултикултурните општества се потпрени врз гледање на подобри перспективи, подобри можности за тие кои ги користат. Ќе има луѓе кои што нема да сакаат да научат албански, кои ќе нема да сакаат децата да им знаат албански. Тие ќе имаат можеби некакви други перспективи, веројатно поограничени во една мултиетничка земја. Така што и самата држава кога ќе го постави на квиз прашање тоа прашање е погрешен привод. Затоа именно чадорот на целата оваа реформа, па и која ја образлага. Добро, за тоа говориме дека се неопходни дебати. Е едно општество за сите. Так. И образованието, реформата треба да влезе по тој голем шатор во кој што комплексноста на едното општество ќе ги види по тоа поединечните решавања. Да. Само би додал дека со спојување на еден предмет кој што е неспојлив, мислам. Мултилингвализмот е многу деликатна категорија. Да, таа со децении се работи веќе во Канада и уште не е сосема разработена. Значи, затоа треба да се разработуваат политики кои се долгорочни и добро осмислени, а не адхок. Ви благодарам за оваа дебата. Повторно ќе правиме дебати, се разбира. Па и ќе викате експерти на тие темиот, ја не се чувствувам експерт за јазици баш. Така, Огнен Вангелов, Симона Груевска и Саша Ордановски. Пријатно. Хвала.